Живот полн со предизвици и со многу третмани и лекови. Вакво е секојдневието на повеќе од 1000 луѓе во Македонија кои се борат со ретки заболувања. Државата им помага, добиваат лекови, третман, но сепак тоа не е доволно за да се обезбеди нормално функционирање во секојдневието. Дел од пациентите се жалат на бирократските процедури кои се бавни, а некои од нив пак велат дека за лекови чекаат и по 1 година. Проблем се и финансиите. Очекуваме тоа да се промени и буџетот повторно да се зголеми, затоа што тоа е потребно за пациентите. Лекувањето не е единственото нешто што им е потребно на пациентите и тоа мора да се потенцира. Затоа работиме заедно со Националната алијанса за ретки болести и со Министерството за здравство и социјала и образование и со Фондот за здравство и со МАНУ работиме на стратегија за ретки болести. Од Комисијата за ретки болести сепак смируваат дека ќе бидат обезбедени лекови за сите пациенти. Што се однесува до средствата, 1.260 милиони изнесуваше буџетот за 2025 година, што беше за 310 милиони повеќе во однос на 2024 година. Дефинитивната бројка за ова година се уште ја немаме, но одговорноста е голема, ќе работиме на тоа да се обезбеди лекови, да има лек за секој пациент, нема да се дозволи ниту еден од пациентите да остане без терапија. И министерот за здравство Азир Алиу уверува дека пациентите нема да бидат оставени на цедило. Во моментот процедурите се во тек, ние како министерство, ги анализиравме сите бројки, веќе излегуваме со барања за секоја ставка, посебно за објаснување за зголемување или оптимизација на активностите, здравствените активности поврзани со таа буџетска линија. Не се само лековите предизвици за пациентите со ретки болести. Терапијата е неопходна исто како и раната диагноза за подобар квалитет на животот. Минатите години веќе сме тестирале повеќе од 1500 пациенти со ретки и ултраретки болести, со диагностичка успешност од 40%, која што е една од во светски рамки, успешност која што се очекува со тие технологии. Годинава се обезбедени 58 лекови за 430 пациенти со ретки болести.